Фризерското студио Трезор од Кавадарци и собственикот Никола Филипов пред неколку дена прославија јубилеј од 10 години успешно работење и по тој повод организираа голема забава на која присуствуваа голем број на пријатели, роднини и клиенти на Славеникот. Во еден прекрасен амбиент со музичка програма од неколку часа, Славеникот и гостите уживаа и ги заокружија 10 јубилејни години. Најпрво честитки за јубилејот од 10 години, не е мала бројка, честитки од Ексклузив. Кажи ми како поминаа овие 10 години? Ви благодарам, најпрво благодарам што дојдовте овде, овие 10 години. Поминаа многу работно, супер, успешни години. Кои се помина низ своите раце? Знам дека имаш работено и со наши познати личности од естрадата, пејачки, водителки, манекенки. Кои се помина низ своите раце? Работев премногу со македонската естрада, работевме со многу, работевме со Fashion Week, секакви организации, од сите телевизии, со сите имам соработувано. За тебе велат дека си најдобар не само во Кавадарци, тука и во регионот. Ке се согласи со тоа или не? Па нека кажат другите, тоа е нивно мислење, а и се согласувам со нив исто јас. Ти благодарам многу, ке те оставиме да уживаш во вечерта. Има тука преголем број на твои пријатели од Кавадарци и надвор од Кавадарци. Ви благодарам многу. Виновникот што ексклузив се појави новаа забава беше сестрата на Славеникот Данче Филипова, која имаше само пофални зборови за својот брат. Ти си виновникот што ексклузив вечерва е тука. Кажи ми што би му посакала на твојот брат, еве вечерва слави 10 години, не е мала бројка, така да кои се твоите честитки? Така, ја најпрво да ви се да благодарам и мило ми е што и вие сте дел од ова 10 годишна јубилејна прослава. Посакам уште понатамошни успеси и се најубаво во новата 2019 година. Но јаготката на шлагот беше кога Славеникот Никола пред да пресече големата торта, го зеде микрофонот в раце и пред сите присутни клекна и ја побара за сопруга својата девојка Ристенце. Се разбира, гостите овој момент го наградија со громогласен аплауз, а избраничката на Никола кратко и јасно кажа да.